His Excellency Mr. Zoran Zaev, the Prime Minister of the Republic of North Macedonia, Mr. Artan Grubi, First Deputy Prime Minister and Minister for Political Systems and Intercommunity Relations, Mr. Fatmir Bitiki, Deputy Prime Minister in charge of Economic Affairs, Mr. Blagoj Bozhovarsky, Minister of Transport and Communications, distinguished government representatives, mayors of municipalities, respected guests and media representatives, dear colleagues from TAO, ladies and gentlemen. Ваша ексцеленција, господин Зоран Заев, премиер на Република Северна Македонија, господин Артан Груби, прв заменик председател на владата и министер за политички системи и односи меѓу заедниците, господин Фатмир Битики, заменик на председателот на владата одговорен за економски работи, господин Благој Бочварски, министер за транспорт и врски, почитувани владени представници, градоначалници на општини, почитувани гости и представници на медиумите, драги колеги од ТАВ, дами и господа. Today, we as TAO Airports, together with the government of North Macedonia, have signed agreements to realize 23 projects for local governments throughout the country. The total cost of these projects is 9.9 million euros. This is the first part of the total investment amount of 49.7 million euros. Денес, ние како ТАФ аеродроми, заедно со владата на Северна Македонија, подпишавме договори за реализација на 23 проекти за локалните власти низ државава. Вкупната вредност на овие проекти изнесува 9,9 милиони евра. Ова е првиот дел од вкупниот износ на инвестицијата, која изнесува, односно незината вредност е 49,7 милиони евра. In 3 years, 35 million euros will be allocated to a total of 99 social projects and 14.7 million euros to airport investments instead of building a cargo airport. Во рок од 3 години 35 милиони евра ќе бидат пренаменети за вкупно 99 обштествени проекти, додека 14,7 милиони евра за инвестиции во аеродромите, наместо изградбата на карго аеродромот. As Mr. Prime Minister explained, these resources will be used for the improvement of the local infrastructure, such as roads, water supply, school and other facilities. Како што објасни и премиерот, овие ресурси ќе се искористат за подобрување и унапредување на локалната инфраструктура, односно за изградба на патишта, водоводи, училишта и други објекти. At TAO, we believe that operational and financial success is meaningful only when it creates social value. Како ТАВ, ние веруваме дека оперативните и финансиските успеси имаат значење само кога истите создаваат обштествена вредност. In operating Macedonian airports, with the continuous support of the government and stakeholders, we have created a success story. При управувањето со македонските аеродроми и со постојаната поддршка од страна на владата, како и сите останати засегнати страни и чинителите, создадовме успешна приказна. We have already invested more than 130 million euros in both airports. In 10 years, the passenger traffic increased fourfold, reaching 2.7 million in 2019. Ние веќе инвестиравме повеќе од 130 милиони евра на двата аеродрома. За 10 години патничкиот сообраќај порасна 4-кратно, со тоа што достигна 2,7 милиони патници во 2019-та. Skopje Airport is given the Airport Service Quality Award for providing the highest service quality in its category in Europe, 5 years in a row. Скопскиот аеродром 5 години поред ја добива наградата за квалитет на аеродромските услуги за обезбедување највисок квалитет на услугите во својата категорија. As you all know, pandemic caused the most serious crisis in the history of our industry. Како што и сите нели знаеме, потоа се случи пандемијата и ја предизвика најсериозната криза во историјата на нашата индустрија. In 2020, we had over 70% decrease in the number of passengers in Macedonia. Во 2020-та забележавме пат од повеќе од 70% во бројот на патници на македонските аеродроми. Despite the crisis, today we are proud to fulfill our commitment and keep our promise and sign the agreement to begin the projects which will improve the infrastructure of North Macedonia
and improve the comfort of Macedonian citizens. Но и покрај кризата, денес сме горди што исполнуваме нашата заложба, како и нашето ветување, и денес ги потпишуваме договорите за почеток на проектите кои ќе го подобрат, кои ќе подобрат инфраструктурата на Северна Македонија, како и удобноста на граѓаните. We believe that recovery will be soon as the vaccination of people picks up pace all around the world. Веруваме дека и закрепнувањето ќе започне наскоро поради забрзаното темпо на вакцинација низ целиот свет. We will continue to develop Macedonian airports and promote this beautiful country as a leisure and business hub of the region. To conclude, I would like to thank Mr. Zaev, his government, and all governmental institutions for their strong cooperation and support. Thank you very much. Ние и понатаму ќе продолжиме да ги развиваме македонските аеродроми и да ја промовираме оваа убава земја како центар за одмор и бизнис во регионот. На крај би сакал да се заблагодарам на господинот Заев, на неговата влада и како и на сите владини институции за нивната силна поддршка и за соработката. Ви благодарам.